Како што веќе најавивме, одиме со информацијата дека решителниот потек на Блажо, кој луцидно се справи со инфилтрираниот Петел, придонесе владата токму него да го назначи за раководител на проектот Ало субвенции. Да, како што последни дознаваме по успешно спроведените проекти Ало докторе и Мој термин. Владата отвори посебен кол-центар со специјална телефонска линија за земјоделците. Ало, дали ми се префрлени субвенциите? Или накратко, ало, дали ми се префрлени субвенциите? Најголем предизвик за кол-центарот представува пронаоѓање на соодветен кадар, затоа што во тест периодот земјоделците се јавуваа и на вработените им дофрлуваа невкусни шеги од типот "Че те изора ко нива, че те работам ко бавча, ела мор потраси го дрво да паднат крушите, имаш море измолзено бик", а и се случиле 4 понуди за брак. Од Министерството за земјоделие посочуваа дека за работа во овој кол-центар не се потребни никакви квалификации. Доволно е да се има партиска книжка, за сето друго нашата партија и земјоделство, Министерството, разбираш ли ме, и владата да се погрижиме, затоа што ние многу се грижиме да се креират нови работни места. Тука во кол-центарот ќе се работи во 3 смени, затоа што тука телефоните нон-стоп звонат. Селаците и земјоделците се интересираат дали им се префрлени за субвенциите, а самите кол-оператори не треба да имат некоја посебна стручна спремност. Доволно е кога ќе му звоне телефонот и кога ќе го прашат "Ало, префрлени ли се субвенциите?", он само треба да рече "не, од понеделник ќе ги префрлиме". Добар ден, кол-центар дали се префрлени субвенциите? Овој разговор ќе се снима. Оператор Менче на телефон, повелете? Не, од понеделник ќе ги префрлиме. Овде оператор Весна, повелете? Не, од понеделник ќе ги префрлиме. Не. Иначе, кога се отвараше кол-центарот, така се случи една многу смешна анекдота. Вај што е министерот кога го отвараше центарот, на место да ја исече лентата, разбираш ли ме ти, он го пресече кабело. Ама проблеми со работа нема да има, затоа што вај кол-центар е wireless.